Лука Дончич се врати на теренот после две пропуштени утакмици ради раѓањето на неговата втора ќерка Оливија. Ајде жива здрава, нека е на свадба да играме. После лет од 15 сата на Филаделфија пак им опна трипл-дабл со 30 поена, ама на крајот му се читаше од фаца дека претерал на мекиците. Среќа стариот беше тука у клач со 10 узастопни поени да превземе работата у своји раце. Лейкерс уште се на второ место со тоа што имаат ист рекорд со Денвер и дебелиот кој рутинирано се прошета низ Шарлот ноќеска. Али осим тоа, неделава у NBA некако не ми напре кејф, па затоа решив да си поправиме муабет за моите досегашни фаворити за NBA наградите. Most Improved или играч со најголем скок од прошлата сезона, на прво место според мене е Остин Ривс, кој од 20 поени лани скокна на 29 сезонава, 52% од поле, а исто така и асистенции и скокови му се на кариер бест моментално. Одлично се снаоѓа како втора пушка во екипата. Джейлен Џонсон е на второ место, кој од 18 поени лани направи скок на 23,5 поени по утакмица, 53% од поле и 40% за 3 поени. Како и кај Ривс, и асистенциите и скоковите исто така му се на кариер хај. Атланта неочекувано се на 14-11 рекорд, без Треј Јанг и без Кристапс Порзингис. На трето место го имаме Дени Авдија од Блейзерс, кој од 17 сезонава има во просек 26 поени, на 37,5% за 3, 7 скока и 6 асистенции. И како honorable mentions, на крај ќе ги кажам Джейлен Дурен од Пистонс, кој од 12 моментално има во просек 19 поени и 11,5 скока на 65% успешност. Дурен се покажа како втори играч на Пистонс кој се први моментално на исток со 19-5 рекорд. А играчот со најголем скок од сите на оваа листа е Рајан Ролинс, кој од 6 поени лани дојде на 17 поени, 4 скока и 6 асистенции на 47% од поле оваа сезона. Од никој ништо дечкото стана стартер на Милвоки, кој се моментално на 10-15, ама го изгубија и Јанис на месец дена. Фаворити за MVP наградата се истите од лани. Никола Јокич ја игра статистички најдобрата сезона. 29, 12, 11 во просек, трипл-дабл. Ја води лигата и во скокови и во асистенции, а шутира со феноменални 67% од поле и 47% за 3. Ова е невиđено нешто. И овој пат ништо не може да кажат за позицијата на неговата екипа. Денвер се изедначени за второто место на запад. SGA му дише во врат, кој исто така игра неговата најдобра сезона статистички, со слични бројки како лани, ама со многу подобра ефикасност. 56% од поле и слушајте го ова, 44% за 3 поени, предводејќи ја Оклахома до 23 победи и 1 пораз во моментов. Ја играат сезоната на руки мод. На трето место е Лука Дончич, кој ја води лигата со над 35 поени во просек на 48% ефикасност. Исто така има и 9 скока и 9 асистенции, ама не може глава да крене од овие двајцава. За Defensive Player of the Year, ако се врати на времено од повреда и одигра минимум 65 утакмици, Вембањама 100% ја освојува наградата, со 3,6 банани во просек по утакмица. Рокетс имаат втора најдобра одбрана во лигата, а Амен Томсон е најзаслужен за тоа. Близнакот е камен. Пистон се четврти за само 0,6 поени послаба одбрана. И другиот близнак Асар ќе го ставиме во оваа категорија. Тука мора да ги спомнеме и едни од најдобрите дефанзивци на периметар во лигата. Кошмар дуото од OKC, Лу Дорт и Кейсон Валас, како и Дайсон Даниелс од Атланта и Джелен Сакс од Орландо. За Rookie of the Year, неочекувано, шутерот на Хорнетс, Кон Кнупел со 18 поени, 5 скока и 3 асистенции на 46% од поле и 47,5% за 3 поени е моментално на првата позиција. Одма позади него на второ место ќе го ставиме најхајпаниот руки од оваа драфт класа Купер Флек, кој во просек има 17, 6, 3 и 1,5 украдена топка. Виджеј Ечкомп после феноменалниот старт малку успори, но се уште ја поставува во просек по 14 поени, 6 скока, 4 асистенции и исто така 1,5 украдена топка. И докажува дека иднината им припаѓа на младите. Джоел Ембит и Пол Џорџ може да идат у пензија комотно. Во оваа категорија мора да ги спомнеме и Джеремаја Фирс од Пеликанс и Седрик Кауарт од Мемфис Гризлис. За 6
6-ти играч на годината, рани фаворити Мисе Квентин Грајмс од Филаделфија, кој има во просек 17 поени, 4 скока и асистенции на 45% од поле и 38 за 3. На второ место е срцето и душата на екипата на Њујорк, Џош Харт, кој со 12 поени, 8 скока и 5 асистенции прави се што може за Никси. Импактот на Харт оди далеку над границите на бокскорот. Како трет улетува Хајме Хакес од Мајами со 16, 6 и 5 на над 50% ефикасност. И на крај ќе спомнам уште тројца кои заслужуваат рекогнишн за оваа награда. AJ Мичел од Оклахома, Колин Гилеспи од Феникс и Ентони Блек од Орландо Меджик. А од другите вести у NBA, Джеймс Харден го пројде Кармело Ентони и влезе во топ 10 на all-time scoring листата, а Дурант премина 31.000 поени и е на 8 место моментално. Ултимативно очекувам KD да го помине Коби, за кој му фалат уште 2500 поени и да заврши на 4-то место all-time, пошто поштарот му е тропоќе оддалечен. А брадоњата реално би можел да го помине и MJ ако поигра уште 2-3 сезони на ваков левел во лигата. А кога сме кај топ листата, првиот конечно ја заврши серијата стара 18 години со 10 плюс поени на утакмица, ама затоа го најде Хачимура во корнер за победа на Лейкерс со звукот на сирената. Тоа е се, народе, за ова издание. Немаме топ 10-ка, затоа што се расплинивме со овие рани предвидувања за NBA наградите. Се гледаме наредна недела, останете ми со здравје и позз.